Оној криминал, ја би го нарекол, не е тоа пропуст кој што се појави во денешната поука. Пак ќе кажам, не знам чија е идејата, но секако не е на македонската мисија, тоа сум сигурен. Ме поттикна всушност да се осврнам на една тема која што е неверојатно важна, а тоа е за важноста на духот на пророштвото, кое што некој на криминален начин го извадил како точка, сметајќи ја за неважна веројатно, од четвртокот 8 јануари денеска видовте во самата поука, кај што прашањето беше како тоа да ја познаеме Божјата волја, како да познаеме што е Божја волја, и имаше спомнато во печатеното издание, македонско, српско, бугарско, руско и така натаму. Денеска ги спомнав. На многу јазици беа спомнати 3 точки, меѓутоа во оригиналната англиска верзија се спомнати 4 точки. Избришена е втората, која што се однесува на, како што вели овде, односно, тука не вели, туку во апликацијата, и баш ќе се искористам со дел од тие стихови вечерва. Само малку. Интересно е што денеска, слушајќи поуката, реагираше Силвија од Германија и таа ми испрати сликала она германската поука и јас се зачудив за каква поука станува збор, затоа што во апликацијата во германската поука е во ред. Значи, спомнати се 4 точки. Меѓутоа, тоа што таа ми го испрати, не знам што беше, тоа беше сосема изместено и деновите дури беа изместени, не знам каква е таа поука. Така да, значи, се и се што веќе има по светот, односно во самата црква, за жал. Значи, втората точка, која што беше испуштена, гласи: Бог ни дал посебна мудрост за последните денови, преку духот на пророштвото. И тука се спомнати 2 стика, кои што всушност се едни од најважните, ги опфаќаат едни од најважните карактеристики по кои што се препознава Божиот народ на последокот, значи остатокот. Кои се тие карактеристики? Ја ќе спомнам први на Откровение 14:12, што не е спомнат во пуката, меѓутоа сите ние го знаеме, значи опис на оние 144.000 на остатокот, кој што гласи, сите го знаеме на памет, тука е трпението на светиите. Тука се оние кои што ги држат Божите заповеди и ја имаат верата Христова. Значи, по што се познава Божиот народ на остатокот, тоа се оние кои што ги држат Божите заповеди и ја имаат верата Христова. Сега доаѓаме до оние 2 стиха кои што се спомнати овде, Откровение 12:17, кој што во Константинов гласи вака: И змеот, внимавајте, змеот се разгневи, змеот е гневен, ѓаволот е гневен на посебна една група, вели се разгневи на жената. Која жена беше она во Откровение 12 глава, знаеме, значи, чистата црква. Но, вели, и отиде да војува против другите, против остатокот од незиното семе. Значи, посебно ѓаволот е гневен, се разгневил на остатокот од црквата, а тоа се оние, против оние кои што ги пазат Божите заповеди, значи, еве, истата карактеристика од Откровение 14:12, и го имаат Исусовото сведоштво. Значи, 14:12 вели, оние кои што ги пазат Божите заповеди имаат верата Христова, а овде вели оние кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво, за да во Откровение 19:10, кога знаете Јован паѓа пред ангелот, па ангелот му вели: не, стани, немој да коленичиш, не прави го тоа, јас сум сослужител, значи Откровение 19:10,
твои, вика, и на твоите браќи кои го имаат Исусовото сведоштво, и вели, поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. Значи, овие се обележјата на црквата на остатокот, кои што ги држат Божите заповеди, имаат верата Христова и го имаат, значи, Исусовото сведоштво, кое што е духот на пророштвото. И ова не се однесува само на Елен Вајт и духот на пророштвото, кој што ние го познаваме денес, туку сите оние Божи пророци, сето тоа спаѓа под духот на пророштвото. Сега, дали црквата на остатокот го има духот на пророштвото? Преку кого? Па знаеме, преку Елен Вајт. Како ја прифаќаме ние Елен Вајт? Значи, ја разбирам, знаете, поттикнат од ова, денојве пуштив да ја гледам пулката и на Hope Channel, на оној официјалниот адвентистички канал, сателитски, и на 3ABN, другиот сателитски канал, и на двата канала не беше спомната оваа точка, и ја разбирам, затоа што тие канали обично ги гледа цел свет, имам тука многу пријатели, па некако избегаваат да ја спомнуваат. Иако ја спомнат Елен Вајт, ќе ја ословат како еден инспириран писател, и некојаш ќе ја спомнат по име, некојаш можеби нема. Само еден инспириран писател има напишано вака и вака. Но на Amazing Facts пулката и она на кај што е самиот писател, ја интерпретира писателот, како му беше име, добро, не е ни битно, Клинтон Волен, да. Тој си ги кажа сите 4 точки, како што е во оригиналот, и на Amazing Facts исто така беа спомнати, беше спомнато духот на пророштвото. Значи, Елен Вајт не е само инспириран писател, пак ќе кажам, разбирливо, може би така пред светот, за да не се подигнат предрасудите веднаш. Меѓутоа, Елен Вајт ние многу добро знаеме дека е пророкот на последното време. И убаво кажа Данило денеска, значи, ако ние го тргнеме духот на пророштвото, однак ние не сме поинакви од сите други протестантски верски заедници. Нема никаква разлика. Тоа е вистинско богатство, кое што јас ви кажав, јас се влюбив уште на самиот почеток, кој станав адвентист, и дури се сеќавам тогаш гравитирав таму Велес Штип, најчесто имаше еден библиски индекс, ја им го испечатив, значи за секој стих од Библијата, каде да гледаат коментар во која книга од Елен Вајт. Тоа време, значи зборам 97-98, и дури своерачно им ги зимав оние книги, значи Патот кон Христа, патриарси пророци, посебно пророци цареви, големата борба, копнежот на вековите, мислам дека имаше уште од тогаш оригиналните страници ги имаше, меѓутоа овие другите што ги немаа, со моливче од страна, точно им ги забележував кај се оригиналните страни, за да може да се снаоѓаат со тој библиски индекс, за полесно да наоѓаат коментари, значи да ја сваќаат Библијата, затоа што духот на пророштвото е токму тоа, таа помала светлина која што не води кон поголемата светлина, тоа е Светото писмо. Толку што бев воодушевен едноставно од незините списи, затоа што секој оној кој што читал и чита, знае дека се вдахновени од истиот дух, како и самото Свето писмо. Сега, што е пророкот? Вака ќе започнеме. Што всушност е пророк? Ајде да отвориме во Еремија 1 глава. Господ го повикува Еремија, и ова со Еремија многу ми заличува на Мојсија. Кога Господ му заповеда на Мојсија, го бира Мојсија да биде оној кој што ќе го изведе народот од египетската земја, па се изговара, знаете, Мојсија, па ја пелтечам, па ова, па она, па не бе бива. Еремија, 1 глава од 5 до 9. Вели 4 стих, ми дојде Господово слово, кажува Еремија, и вика, пред да те вообличам, вообликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Пред да излезеш од мајчината утроба, јас те посветив, за пророк на сите народи те поставив. Сега вели,
А јас реков, ах, Господи Боже, ете, јас не знам да зборувам, дете сум. Уште сум млад. А Господ ми одговори, не зборувај, дете сум, туку оди кај оние, кај кои те праќам, и речи им го сето она што ќе ти го наредам. Не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да те избавам, говори Господ. И тогаш Господ ја протегна раката, ја допре мојата уста и рече, еве ги ставам моите зборови во твојата уста. Што е пророкот, значи? Божји гласноговорник или портпарол, како викаме денеска. Божји гласноговорник. Тоа што Господ ќе му го каже на пророкот, пророкот го соопштува. И замисли си вие да ја тргнете Елен Вајт денеска, значи тоа значи дека да го тргнете Божиот глас на некој начин. Да. Значи, за жал, тоа е некоја тенденција во последно време, но не ни сваќаат тие луѓе што прават. Мене ми личи како евреите пред крстот, Исус виси на крстот и почнува да им го цитира 22-иот псалм од крстот, и овие не ни сваќаат дека се исполнители на пророштвото во тој момент. Го распнале Господа. Така и овие денеска што сакат да ја тргнат Елен Вајт или ја тргаат, не се свесни дека ги исполнуваат лично нејзините пророштва. Сега, Евреите 1.1. Уште сме кај тоа, разгледуваме што е пророкот. Евреите, 1 глава, 1 стих. Послание до Евреите. Бог, кој од стари времења многу пати и на многу начини им зборуваше на вашите татковци, на нашите татковци преку пророците. Значи, е повторно тоа. Значи, Господ зборува преку пророците, зборувал и зборувал у последно време преку пророкот за последното време. Амос 3.7, познатиот стих. Господ Бог не прави ништо, а да не им ги открие своите намери на своите слуги, пророците. Че Господ пред време преку пророците ни открива што ќе се случи, какви се неговите намери. Исто тоа е едно од улогите на пророкот. Тоа го имаме во Откровение, таму во првата глава, почетните стихови, но да не читаме сега се, тоа веќе го кажавме преку Амос. 1 Самуилова, книга 28 глава, 6 стих. Вели, Саул го праша за совет Господа, но Господ не му даде одговор ни во сонништата, ни преку Уримот, знаете, оној камен, ни преку пророците. Значи, што имплицира овој стих, дека Саул барал совет од Господа, Господ не му дал совет. А инаку, може Господ да даде совет, да посоветува преку пророк. Што несомнено го прави преку духот на пророштвото и списти на Елен Вајт. Значи имаме мноштво на совети за секаква животна ситуација. Слава на Бога за тоа. И еве сега, зошто е важен овој пророчки дар воопшто. Дотвориме во Ефесијаните 2 глава. Тука имаме неколку работи, заради кои што ќе ни укажат на тоа зошто овој дар е важен, премногу важен за црквата. Ефесијаните, 2 глава. Од 19 стих читам, Ефесијаните 2 глава. Вели вака Константинов. Затоа вие не сте веќе... Ефесијаните 2. Затоа вие не сте веќе тугинци и придојденци, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога, надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголниот камен е самиот Христос Исус. И потоа врз кого целата стројно составена зграда расте во свет храм во Господа, врз кого и вие во духот и ние денес во духот заедно се созидувате во Божјето живеалиште. Забележувате ли што е основата? Знаеме, аголниот камен е Исус. Ама што е ли? Меѓу другото, основата е се апостолите и пророците. Пророците се основата, темелот на црквата.
4 глава, Ефесјаните, 11 и 12 стих. Значи, само 2 глави понапред. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци, и повторно ги кажува по тој редослед, апостоли, пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело. Значи, пророците се важни, битни за да се гради, за да се изградува Христовото тело, Христовата црква. И основа, како што видовме, и за да се изгради како што треба. Како една куќа, значи многу е битен темелот, секако. Еве ми досади овде, не знам што прават, значи како ја прават таа зграда. Веќе преку 2 месеци, брам, денеска слушавте. Не знам каква машина е таа, не знам. Ништо не гледам дека мрнале, не знам што прават, не сум ни отишол во близина. Чудно е, толку згради направија, ама не знам што прават, викам овие како нафта да купаат. И ако случајно најдат нафта, Трамп ќе ни дојде веднаш. Тоа е нема собно што. Така ли? Значи, основата е битна, меѓутоа битна е и понатаму изградбата. Значи, и тука се пророците. И во основата, и во градбата на самата црква, Христовото тело. И вели потоа, Тринадесети стих, доека сите не дојдете до единството на верата, на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. Значи, за единството се битни тие дарови, за да не бидете веќе деца кои ги луле и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измам и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Значи, за уцврстување во вистината, за одржување на единството, се битни пророците. И тоа како ни е битно и духот на пророштво до денеска за овие нешта, за да се уцврстиме во вистината и за одржување на единството од црквата. Значи, всушност, некој тргајќи ја Елен Вајд сака всушност да ја растори црквата, така може да кажеме. Да го расипе единството. 1 Самуилова 9.9 за совет, тоа веќе го видовме, меѓутоа тука е интересен стих. Ќе го прочитам затоа. 1 Самуилова 9.9. Некогаш во Израел, кога би оделе да го прашаат Бога за совет, се велеше, ајде да појдеме кај видовитиот, кај пророкот. Зашто кога кого денес го нарекуваат пророк, некојаш беше викан видовит. Значи, ова као објаснување во заграда е ставено. Значи, за совет се одело кај пророкот, кај Божиот пророк. Пословици 29.18, многу важен стих. Пословици 29.18. Познат стих. Каде нема откровение, или каде нема пророчко откровение или видение, откровение пророчко, вели овде, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Значи, внимавајте, каде нема пророчко откровение, народот се разуздува. Значи, пророците, и овој пророчки дар го држи правецот на црквата. Претходно видовме единството исто. Во втора летописи 36.15 може да читаме за утеха и храбрење исто. Осија 12.13, много интересен стих. Осија 12.13, за водство. Знаете, кој стих е ова? Скоро имавме, скоро беше, да, излез, проучувавме во поуката, значи пред Исус Навин ни беше излез, да. Третото тромесечие. Третото ли беше? Да, третото. Па четвртото беше со Исус Навин. И знаеме во прво послание на Коринќаните што кажува. Значи, тоа беше и темелот на онаа серија на Орошано од ова место како беше, од Египет до Ханан, така ли се викаше. Серијата каде што всушност
се велеше дека сето тоа што им се случуваше на евреите во пустината им ни се даде нам како пример. А видите што вели во Осија 12:13. Но преку пророк Господ го изведе Израел од Египет. И преку пророк тој го чуваше. Преку Мојсеја, секако. И можеме Исус Навин да го спомнеме тука. Влезе и го чуваше во ветената земја, во хананската земја. Значи, Господ ја води црквата, го води Божиот народ, го насочува, значи, за да не сврти од вистината. Пророчкиот дар е многу битен, многу важен. Инаку црквата отиде во различни правци. Не знам како не се свесни некои што прават всушност. Јас па ќе кажам, затоа што ова е евидентно, оваа грешка не е грешка во пуката, ова е намерно. Не може да биде грешка. Да испуштите толку редови. Сето тоа е со намера. И ова е навистина загрижувачко, значи што се случува денеска во Божјата црква. И сега внимавајте што запишал Елен Вајт. И дали овие зборови нема повторно уште еднаш да не утврдат во тоа дека таа е вистински Божи пророк. Внимавајте што запишал. Избрани пораки, книга 1, страна 122. Треба многу повеќе да се плашиме од внатре, отколку од надвор. Пречките за силата и успехот се многу поголеми од самата црква, отколку од светот. Силни зборови. Тоа се зборовите на Божиот пророк. Сега одиме на едно писмо кое што го напишал 1990 година. И сега ова ќе ни покаже дека навистина живееме во последното време. Веројатно го знаете, може би цитатот не знам или сте го заборавили, да се подсетиме. Последната измама на сатаната ќе биде, пазите, последната измама на сатаната, што алудира на тоа е, последно е, готово е. Последната измама на сатаната ќе биде да го направи безвредно или без ефект сведоштвото на Божиот дух. Каде што нема видение, го цитира, значи сега стикот предно кој што очитавме во Пословици 29:18. Каде што нема видение, односно пророчко откровение, народот пропаѓа или се разуздува. Сатаната ќе работи досетливо, сатаната е многу лукав, знаеме, на различни начини и преку различни средства за да ја разнише довербата на Божиот остаток во вистинското сведоштво. Ова е пророштво на Елен Вајт и тоа се исполнува пред наши очи. И некој тоа го прави намерно и не е ни свесен дека исполнува. Па веројатно затоа што оддамна не ни чита дух пророштво. Загрижувачки е затоа што денеска не знам кој чита и колку читаме Библија, а камоли дух пророштво. Едно од идеите ми беше, иако бев поттикнат од Радко, пасторот што замина за Шкотска, да ги пуштам тие утрински стикови, ја не сакав да се наметнува, да не испадне, знаете сега, пасторот од Петра Попарсов, таму, не знам, во молитвената група. Не. Тој ми предложи и окей, јас почнав да ги пуштам утринските стикови во и молитвената група, иако претходно одеа со години на она група Facebook, што ја имам, утрински стикови, и со идеја, да се храбрат луѓето, барем ако не, повеќе една толкава страничка ќе прочитат во текот на денот од духот на пророштвото. Кој што се помалку се чита, за жал. А тука е важно. А Елен Вајт вели, последната измама на сатаната е токму насочена кон тоа. Значи, ѓаволот работи досетливо на различни начини, преку различни средства, да ја разниша довербата на Божиот остаток во вистинското сведоштво. Одиме на следен цитат од 4-то сведоштво, до црквата 211 страна. План на сатаната е да ја ослаби верата на Божиот народ во сведоштвата. И сега видите како тоа го прави. И тоа е секојаш така. Случај, од некои примери што ги знам. Потоа вели следи, значи ако ја разнишна, ја ослаби вербата на Божиот народ во сведоштвата, потоа следи скептицизам во поглед на битните точки на нашата вера. Значи не застанува тука ѓаволот. Тој сака да ве уништи скроз. Значи скептицизам во поглед на битните точки на нашата вера, кои што представуваат столбови на нашето верување и нашето сваќање, а потоа сомнеж и во Светото Писмо. И конечно пат во пропаст. Кога измамените ќе почнат да се сомневаат во сведоштвата,
во кои некогаш верувале, сатаната знае дека тие нема да запрат на тоа и затоа ги зголемува своите напори се доека не ги наведе на целосен бунт кој станува неизлечив и завршува со пропаст. Неверојатен. Неверојатен е овој пат. Пат во пропаст. Што мислите, чисто? Јас сметам дека тоа се луѓе кои што се веќе заведени од лукавиот, тоа е факт, но некоја причина зошто некој би сакал намерно да го тргне духот на пророштвото, сведоштвата. И да ги наведува можеби другите и да не веруваат во сведоштвата. Па имаше скоро, нели, тие видеа што ги гледавме раде, играње во црква едно друго. За некој да спроведе такво нешто мора да го тргне сведоштвата, затоа што таму убаво си пишува што е што. Значи, ако јас сакам нешто да си остварам свое, а ваму ми смета тоа, ќе го тргнем. И не само тоа што ќе го тргнем, ќе ги тргнем и ќе ги искривоколчуваме и стиховите во Библијата. И на крајот, кај што вели Елен Вајд, нема веќе да верувам ни во Светото писмо. И последниот цитат вели од незините рачни ракописи, вели: моите браќа си поигруваат, ситничарија, критикуваа, коментираа и омалуважуваа, пробираа помалку, а одбиваа многу, се доека сведоштвата не почнаа да им значат ништо. Значи, ситничарија, критикуваа, коментираа, уште во нејзино време, омалуважуваа, пробираа помалку, а одбиваа многу, тоа што им одговара, што не, се доека сведоштвата не почнат да не им значат ништо. Тие им даваат какво и да е толкување што самите го избираат според својот собствено ограничен разум и се задоволни со тоа. Колку, значи, ѓаволот може да заведе, докај да однесе на човечка душа. Страшно е да се отфрли Божиот пророк и неговите списи. Страшно е кога од сето ова што го видовме колку е битен тој дар. Што значи всушност пророк, посебно за последното време? Да ни даде насока, значи да не штити од разни лажни учења и така натаму, од ереси. Јас само би ве подсетил на кратко во последните минути на прво на Летописи 18 глава. Не мора да отворите, само ќе ве подсетам. Ја не мислам дека лани можда, не знам кога беше, па и може би поскоро зборуваше на оваа тема. Знаете, во таа глава Јосафат, еден од добрите цареви, направил некои пропусти. Сепак знаете дека својот син го жени со Готолија, керката на Језавела и на Ахав. И на некој начин се побратимиле на тој начин со Ахав. И Ахав го вика да му помогне во бојот против арамејците. И сега, колку беа тамо 400 лажни пророци, ги прашуваат дали да појдат во бој или не. И овој сите ги појди, ќе добиеш битката. И овој незадоволен некако, не, дај уште некој пророк, како има Божи тука. И Михеј, не оној Михеј, овој друг, како и да е, и малку Михеј си поигрува со нив тамо, меѓутоа и вели, не, вика, има да се растурите, цел Израел ќе се растури како едно стадо растурено. Нема да знаете кој каде да фати. И нели ти реков дека овој секојаш ми пророкува, Ахав му вика лошо, па го ставаат тамо го затвараат. Како што најчесто се случува со вистински пророк, секојаш биле гонети. И тргнале в бој, ама Ахав ем не верува, се плаши, знаете, сакал со финта да го измами да не се случи тоа пророштво. Значи, што му рекол на Јосафат, овој се преоблекол, значи, овој да биде у царска облека, Јосафат, а он не. Демек ке куртули на тој начин. И тоа што се случува? Не можете да избегате вие од прореченото, тоа што ќе кажем. Некој вика случајно обтегнал лак, стрела од неговиот лак и право во него. И така ќе загине Ахав.
Ете, кога не го слушаш Божиот пророк, што ќе се случи? Пропаст. За да во втора летописи 20 глава, таму каде што е цитиран оној стих, втора летописи 20:20, како денес во пуката, имаме една поинаква ситуација. Овде, исто, Јосафат, сега веројатно е научил лекцијата, обкружен Ерусалим од Моавците и Амонците, буквално Сардисан. И тој се повикува на Господа. Повикува пост, повикува на молитва, се собираат сите, се молат, постат и да видиме сега што ќе каже Господ, а преку кого ќе проговори Господ? Преку својот пророк. Тогаш бил казил некој пророк. Само да отворам да видам втора летописи. Ќе читаме од 20 глава, втора летописи. Значи, Сардисан Ерусалим, што да прават, постат, се молат и од 13 стих, 20 глава, втора летописи, вели вака. Сите јудици стоеа пред Господа, со малите деца, со жените и со синовите. Тогаш Господовиот дух слезе врз среде соборот на Јазил, синот Захариев, син на Венај, син на Јеел, син на Матанај, Левит од Асавовите синови. Тој рече, значи, Јазил, Господ преку Јазила, зборува, вели, слушајте сите јудејци, ерусалимци и ти цару Јосафате. Господ ви зборува вака. Не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, туку Божија. Сеќавате, Исус Навин го проучававме, често пати имаше вакви изјави. Не е тоа ваша битка, Господ ја бие битката место вас. Не бојте се и не плашете се. Значи, ова не е ваша војна, туку Божија. Утре слезете против нив. Тие ќе се искачуваат по Асиската нагорница, а вие ќе ги сретнете на крајот на долината на Јеруелската пустина. Не треба да се биете, поставете се, стоите, па гледајте како ќе ви помогне Господ. Еј, Јудо Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре излезете пред нив и Господ ќе биде со вас. Тогаш Јосафат падна ничком на земјата и сите јудејци и Јерусалимци паднаа пред Господа за да му се поклонат. Потоа левитите од Каатовите синови и од Коривите синови станаа и почнаа да го фалат со силот глас Господи Израелевиот Бог. И сега 20 стих. Поранија наутро и тргнаа кон пустината Текуи, кога излегуваа, Јосафат застана и рече. Е познати зборови кои што треба да одекнуваат во нашите уши, која станува збор за вакви теми. Значи, чујте ме, еј, јудејци и ерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите, надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Ако сакаме успех, ако Божјата црква сака успех, без оглед на тоа, знам, живееме во тешки времења, каде што, навистина, сме на удар како црква, сега Елен Вајт, култ, не знам ова, не знам тоа, вакви методи, модерни, современи методи, не знам што, не. Сето тоа се само искушение од ѓаволот, како што кажав јас, ако се тргне Божиот пророк, еве што се случува, 18 глава летописи читавме, а ако го слушаме Божиот пророк, доаѓа успехот, како што видовме во втора летописи 20:20. Значи, да не ги слушаме сугестиите на ѓаволот. Ние имаме Божи пророк на последокот, тоа е Елен Вајт, духот на пророштвото и тоа како е значајно за нас, за да се одржи црквата и за да успее. Така да, браќи и сестри, ова е повеќе од јасно, значи ова не смее да се свати поинаку. Јас обично и сум оној кој што највеќе сакам јасни пораки, кај што не можеш да мрднеш ни лево ни десно, не може тука многу да филозофираш, се знае. Како што Господ вели, ако сте послушни, благослов, ако сте непослушни, проклетство. Ево, ова толку едноставно изгледа. Значи. Ако се надеваме на Божите пророци и на Бога, затоа што Божите пророци се негови гласноговорници, ние пренесуваат пораката од Него, тогаш ќе успеете и ќе се одржите. Ако не, црквата ќе се растури.
распад, разузданост, како што велеше таму Пословици 29:18. Да. Тоа едно со друго и едно по едно оди. И јас пак на крајот ја ќе упатам апел на сите оние можеби денеска што не гледали. Иако јас во петокот имав еден разговор со брат Саше, ми се јави, он е таму некаде на вели блискиот исток, ама тоа е малку подалечниот исток. Сите одат на запад, ама он иде на исток. Па за некоја друга тема беше муабетот, меѓутоа ете така некако паднав на муабет и му го спомнав ова, што збориш бе, вика. Ау, вика, ова е намерно. Ја ќе реагирам кај Илија Киров, кај не знам кој е одговорен таму за реагира, викам Саше слободно и треба да се реагира, да сватиме дека не може вака. Значи, како прво тоа е криминал, тоа е недоследно и не фер спрема писателот. Писателот ја осмислил поуката така, а ти сега му го менуваш текстот. Како? Ти си преведуваш, ти треба само да го преведеш тој текст. Дали се сложуваш или не, тоа е друго. Ти си преведуваш, преведи го. А не наменуваш. Така да апел и до оние кои што преведуваат и секојаш да го видат и оригиналот. Затоа што живееме во време кога навистина се дрзнува некој ни генерална да слуша, ни ништо. Замислите си, ние сме на удар, од секој сме били на удар како независни. Да ве прашам, какви се тие кои што не ја слушаат генерално? Какви се тие? Ако не си и тие независни. Значи, хаос. Не знам дали сме на прагот на хаос. Знаете, две работи ме водат. Во врска со светот, како велиме, како што беше во Ноево време. Исус вели, како што беше во Ноево време. Значи, како беше во Ноево време? Во врска со светот, сите мисли им беа зли. Светот оди кон таква една ситуација. А црквата, само Елен Вајд вели, ќе изгледа дека црквата ќе падне. Значи, таму одат, натаму одат работите. Ќе изгледа дека црквата ќе падне. Значи, видите, расчленување на различни гранки, секој во свој правец, никој никого не слуша, нема веќе авторитет, не постои сега ни проповеднички авторитет, ни ништо, никој никого не слуша. Како што вели таму, децата се не послушни на родителите, значи не го почитуваат земскиот авторитет, а камоли па небесниот. Хаос е, навистина е хаотично, меѓутоа, ако се држиме до Словото, ако се држиме до она што Господ го кажал, она што го кажуваат и пророците, ќе успееме, нема друго. Слава нека му е на Господа. Амин.